Ова е демонстрационо видео за како да го пополните вашиот профил на IFMSA датабазата. Започнуваме од вашиот личен имејл на кој ви е пристигнат официјален мејл од IFMSA за тоа дека ви е креиран профил на датабазата. Внатре во него ќе го најдете вашиот юзернейм и пасворд. Следно што правиме, го бараме порталот, пишуваме IFMSA Exchange и влегуваме во Exchange порталот. Тука ги додавам юзернейм и пасвордот. Ќе ви се отвори следново. Тука ќе најдете вашиот профил кој ќе треба да го надополните со потребните информации кои се бараат. Да додадете слика и да си креирате и нов пасворд. Следно потоа, во зависност дали сте на професионална размена или на истражувачка размена, под соодветното мени ќе треба да го пополните апликациониот формулар. Во случај да земеме дека сме на истражувачка размена. Кликате на Application Form. Тука ќе ви најдете вашиот број на Application Form, каде треба да одите, од каде тргате и дали сакате да пополните или да го видите. Кликнете да го пополните вашиот апликационен формулар. Тука ќе ви се отвори голема листа на информации кои ќе бидат побарани од вас и се потребно да ги пополните. Важни информации. Значи, да ставите вашиот број на пасош, да ставите до кога ви трае. Доста исто друго важно е да ставите кои ви биле вашите 3 проекти истражувачки, доколку сте истражувачка размена, по редослед од прв посакуван, втори избор, трети избор, или доколку сте на професионална, вие ќе бирате оддели на кои ќе вршите вашата пракса. Ако истече пасошот, ставете го новиот пасош кога ќе го добиете. Друго важно е да запишете е почетокот и крајот на вашата размена. Треба да биде цел календарски месец. Тоа значи од 1 до 30 или 31. Тука исто забележете дали вам ви е потребно официјално писмо за покана кој ќе го искористите за да ја добиете визата доколку таа се бара за државата во која ќе престојувате. Важно е да напоменете дали сакате да видите заедно со уште еден студент и да го напишете името на тој студент. Кога ќе завршите со сите податоци тука, кликнете Confirm. Следното што треба да пополните е Card of Documents. Кликнете на Card of Documents и ќе ви се отвори оваа страна. Тука ќе најдете вашиот линк, закликнете да стигнете до вашиот Card of Documents, каде ќе ги доставувате вашите документи, но проверете да тоа да се однесува за сезоната која е актуелна во која ќе одите вие. Бидејќи ако сте били на повеќе размени, имате веќе посечки прилики, ви се отворат повеќе вакви линкови. Кликнете на линкот. Тука ќе најдете голем број на места кои треба да прикачите документ. Тие што се задолжителни се обележени во црвено, некаде има некои што не се задолжителни, тие ќе бидат безбојни. Треба да ги прикачите сите задолжителни документи. Кога ќе ги прикачите сите задолжителни документи, притиснете Save Changes. Откако ќе ги зачувате, ќе го пополните апликациониот формулар и Card of Documents и ќе ги зачувате сите ваши измени, тогаш локалниот или националниот офицер, задолжен за вашата размена, ќе ги испрати документите кон државата домаќин. Благодарам.